Некои работи е очекувано да се случуваат, бидејќи од бугарска страна постојано стигнуваат провокации и постојано се води политика која во основа е антимакедонска, па затоа потполно е нормално да се случуваат вакви инциденти, вели еминентниот историчар Александар Литовски во врска со инцидентот кој се случи за вчера вечер, кога со огнено оружје беше пукано во просториите на бугарското здружение Цар Борис III. Мислам дека сите што посериозно се занимаваат со политика и со некакви анализи, ова треба да им е добар сигнал дека ваквата политика на Бугарија не е добредојдена во Македонија, особено со провокациите со имиња на докажани фашисти на нивните културни клубови, така наречени. Иако ова не е прв инцидент, во само 3 дена два патни е нападнат објектот во кој е сместено бугарското здружение, но од полицијата нема информација за откривање на можните сторители. Се уште велат оттаму работиме на расветлување на случајот. Додаваа дека за настанот бил известен јавен обвинител, по чии насоки се превземали мерки. Ваквите инциденти ги вознемируваат Охриѓани. За обичните граѓани ваквите случувања воопшто не се наивни. Загрижени се бидејќи здружението се наоѓа на најфреквентниот дел во центарот на градот, во градскиот авам, и доколку зачестат провокациите од било која страна може да завршат фатално. Употребата на оружје само оди во прилог на Бугарија за да не представа дека сме нецивилизиран народ, велат Охриѓани. Оние кои се охрабруваат да зборуваат пред камера се осмелуваат да кажат дека Македонија не смееше да се пазари со Бугарија. Историјата за македонскиот народ е повеќе од јасна, историјата за бугарите е повеќе од јасна. Тука нема потреба ни од комисии, нити пак од решавање на било какви други прашања кои создаваат вакви непријатни сцени во меѓу народите, меѓу двата народи, македонскиот и бугарскиот народ. Мислите дека ќе ескалира ова доколку се отворат и во други градови, гледаме и тука не мируваат? Па мислам дека ако продолжат вака, дека сигурно нема да оди на подобро на ваков начин. Во однос, мислам на Бугарија во однос на Македонија. Инаку, по последниот инцидент од државниот врв на двете соседни држави стигнуваат осуди и бајања за откривање на сторителите, но и апел до граѓаните да се однесуваат европски.